меѓу звездите од културата, уметноста, литературата, единствено им успева на рокерите да ни се вмешаат, така што и во ова издание на Астрорум имаме еден човек кој што за прв пат мислам ќе го најавам како Петар Младеновски, професорот по руски јазик и книжевност. Професор Петар Младеновски. Широката јавност го знае како Пеце од Супер Хикс, познат радиоводител, активист, борец, постојан за човекови права, правата на музичарите, и јас секогаш се чудам како му успева да го одржи ентузијазмот и да не отстапува од своите ставови, бидејќи во времето кое што го живееме е многу полесно да се свитка човек одошто да стои исправен. Пеце, добре дојдовте во Астрорум. Ти благодарам за најавата, многу добро ти е познато сето ова. Слични сме во овие действувања и во нашава борба. Да откриам дека директниот повод за ова гостување, да речеме, беше своевиден тригер, дека не е мала работа, четврт век да се слави Супер Хикс. 25 години, знаеме дека денес ништо не трае толку долго, не пак некој рок, па не е ни рок бенд, туку повеќе влегува во оние индепендент или како веќе ги викаат, затоа што терат еден свој стил, ска, реге, нешто што ниту влегува во естрада, ниту влегува во world и етно, што е многу популарно по фестивалите, ама вам ви успева да бидете дел и од Зигет, и од Екзит, и од, ќе ги споменеме ако можеме во рамките на оваа емисија. Како ги гледате овие 25 години? Па нема за што да се криеме, веќе овие беливе влакненци вака почнуваат да ни издаваат. Знаеш, многу мина како ќе те прашат како сега 25 години, чекај колку години имате. Ние имаме по 16-17 години кога почнаме оваа приказна. На 3 март се одбележува точно 25 години од првиот настап на Супер Хикс, кој што се случи во некогашно Дорс во Скопско Девармал. Тоа беше едно, па би рекол, култно место каде што не знам своите почетоци ги има и Флукс и Далтонс и не знам кои се не настапи тој период таму некаде тие 2-3 години додека постоеше тој простор како таков. Денеска таму има некои згради, веројатно урбаната мафија го покри и тоа. Не, дрвја никако. И таму тоа беше период во кој што на едно место или неколку места беа во градот, додуше еве да го споменам и некогашно Арарат, Мондријан, 20 Кец, Джаджо во турската чаршија, Дорс во Дебармал, и тоа беа неколку места каде што тие некои, ајде како да ги наречам, андерграунд, елити ако можам да ги наречам, се вртеа. Од чиста околина, од хип-хоп, од не знам, панкери, хардкорци, металци, луѓе кои што слушаа реге, ска и некогашно пони. И токму таму се случи тој прв настап на едно трио кој што реши да се вика Супер Хикс, инспирирано од антихеројот Супер Хик. Во него најдовме токму еден одраз на она што и ден денеска не се случува, тоа се оние антихерои кои што крадат од сиромашните да им дават на богатите. И тоа, види, најтрагично е што е се уште актуелно. 27 години како сме независни, јас во најавата за концертот напишав дека ветуваме дека ќе продолжиме да постоиме повеќе од 27 години, затоа што некако се околу оваа држава, таква каква што ја познаваме, престана да постои на незината 27 годишнина. Супер Хикс ќе прослават и слават оваа година 25 години и таа приказна нема да запре, а во однос на оние антихерои се уште се тие главните, ако сакаш да ги имаат главните улоги во оваа држава. Да. Па не само во Македонија, на Балканот, знаеш, тие кои што крадат од сиромашните им даваат на богатите се уште актуелни и се уште се главните мангупи во Македонија и на Балканот, знаеш, и тука нема ништо сменето, и токму од тоа бевме инспирирани од тој стрип, од тој Алан Фордовски карактер, или антикарактер, како сакаш кажи го, антихерој, а тоа е Супер Хик. И по него го добивме, или ете моја беше идејата да го именуваме овој бенд како таков. Никој не би претпоставил дека 25 години подоцна јас... Семејството се зголеми во меѓувреме, не бевте тројца, туку... Зборуваш за дома семејството, кај не или кај останатите... Тоа башка се зголеми, да. Се зголеми семејството, од трио станавме петорка, од петорка станавме седморка, денес сме осморка. Имаме, ево, најтазе оваа информација кај тебе ексклузивно, ќе кажам дека Стефан Алексовски, да него... Нов член на бендот, едно младо момче, 20 годишно, не знам дали е дипломиран, мислам дека уште не е дипломиран на музичката академија, меѓутоа е клавиатурист кој што многу добро си ја врши работата. Сигурно не му барате диплома за влез во бендот, иако не е за занемарување составот на Супер Хикс. Прв пат имавме една, можам да кажам, после толку години една
аудиција, да наречам, на кој што помина и продефилира неколку познати клавиатуристи, дури некој од нив добија награди за најдобри джез пианисти последнава година, ама некако не се најдовме со нив. И ова момче дојде случајно што на првата проба влезе некако доста храбро. Се препознавте? Да, музички, па има таа боја, знаеш, што ја баравме долго таа боја на оној Хамон стар, знаеш. И ни требаше и за новите песни и за оние постарите, и момчето се вклопи супер, така што во иднина ќе биде 8-миот член на Суперхикс. Сега подготвувате, нели, 25 годишнината, не би било тоа ако не се подготвува концерт, рековте нов член, дали музички, жанровски, со самото тоа што вклучувате еден нов звук, ќе се разликува од, да речеме, најголемиот дел од годините, најголемиот дел од албумите, песните, она пошто се препознатливи Суперхикс? Па ја не знам веќе пошто се препознатливи Суперхикс, затоа што прво бевме некакво панк-хардкор трио, мелодично, па потоа преминавме влеговме во тие ска, панк, реге звуци. Тој звук до некаде го има, меѓутоа последниот албум Underground Evergreenите нема ска песна. Ако го преслушаш материјалот, жал ме за децата, мајмуни, рам-парарам, ниедно од нив не е ска песна, така што каде се движи овој бенд и што е тоа што е препознатливо, ја веќе не знам. Препознатливи се текстовите, она што луѓето ги тера да се веселат, да скокаат, да забораваат на секојдневието што ги обкружува, на нешто што се знае дека сте вие. Да, сега сме се трудели да знаеш на еден забавен начин, ако може да избегаме од ова лудело кој што не обкружува. Па и оваа последна песна која што ја снимевме пред 2 дена во студиото на Мите Димовски, еден поздрав до него. И во неговото студио Тралала е песна која што зборува, е некоја соул песна, можеме така да ја дефинирам. До сега не сме снимиле соул песна, ова ќе биде баш соул песна, нешто типот на оние Cadillac Records времиња и така натаму, која што зборува за една, како што вели текстот на Дарко Попов, нашиот пенар, за една модерна љубов во овој барокен град. Нема да откривам повеќе, меѓутоа и тоа е коментар на ова лудило кој што не следи овие 27 години, и она што е најинтересно е што секогаш имаме инспирација затоа што ништо не се сменило овие 27 години. Добре. Истото лудило го имаме и денес, само се менуваат овие политички елити. За жал, лудилото го живееме. Нема промена. Дури мислам дека и на шега на смеа, ама ништо чудно да се случи, тоа имавме песна Оптимиска, мислам дека е време дојдено за песимиска. Да ја снимеме, затоа што не се менува ништо. Секогаш веруваме, секогаш беме ведри насмеани, ќе направиме некоја веројатно тема со таква темна содржина, ама ќе биде весела, ама ќе зборува за тоа дека ништо нема да се смени, за жал. За среќа, вашиот раскошен талент не се сведува само на бендот Суперхикс. Вие сте, реков, познат радиоводител, имате диплома по руски јазик, веројатно. Диплома имам, да. Да, но никогаш не. Првото работно искуство го имав ова лето во Дортмунд во Германија, каде што работев на преводи. Морам да признам дека бендот беше мртов речиси оваа година. Дојдовме една чудна фаза и оваа 25-ка не врати во живот, инаку не знам што ќе се случуваше. И ето имав еден ангажман краток, ама сладок во Германија со рускиот јазик, кој што го имам дипломирано, меѓутоа немам работно искуство со него. Не затоа што не сум имал можност или покани да работам нешто поврзано со истиот, туку едноставно музиката повеќе ме интересира. А и секогаш сте цврсто стоите на ставот, се борите за како да кажам, да човековите права. 10 пиво испиеме. Тогаш не стоиме цврсто. Човекови права, секогаш сте антимилитантно расположени, имавте цела една кампања, бевте дел од неа за разоружување со цивил, мислам, беше пред многу години. Тоа беше пред многу години, тоа беа неколку субјекти вклучени во тоа. Министерството за одбрана беше вклучено во тоа и ние заедно со бла на Идрис Замети, бендот кој што се уште е активен и постои, лани не знам, исто прославија 20 годишни или така нешто. Беме на турнеја, беме поканети да по конфликтот во 2001 тоа беа многу незгодни времења. И јас бев дел од Лайф Радио кој што беше прв билингвален концепт во тоа време, тоа беше несфатливо за многу луѓе. И бевме дел од една кампања за разоружување, одевме буквално од село, од град во град, имавме концерти на отворено во културни домови и слично. Јас слушав во Струга, на една плажа. Во Струга не, тоа беа други концерти. Ова беше буквално по домови, не знам каде се не свиривме, во Дебар се сеќавам на една свирка, имаше буквално 2 баби и 3 девојчиња. Девојчињата разговара за тоа како е фино да се преселат во Скопје, на бабите ништо не им беше јасно. Повеќе бевме членови од бендовите во културниот дом отколку
публика и тоа беше една фина акција која што имаше за цел да ги убеди оние кои што по милитантни умови да се ослободат во оружјето, во тоа време се откупуваше оружјето. Меѓутоа имаше такви ситуации во кои што ни доаѓа луѓе и ни викаа: "Ја имам калашников, зошто да го продам? Јас сум го купил ова." И сега како, знаеш, не бевме дел музички караван, не бевме баш во тој дел запознаени, па влегувавме во дискусии со нив, ова е за добро на сите, знаеш. И секогаш не следела таа идеја на не знам, на соживот, мир, единство и така натаму, меѓутоа тешко да се постигне, ќе повторам, во лудело кој што го живееме, затоа што сепак на крајот на краиштата постојат елити, оние политички за кои што зборувам, цело време на кои што им одговара таква ситуација и не само во областа во оваа област на живење мирно и на соживот, туку и од многу други аспекти не им одговараат некои работи, чист воздух, не знам, зеленило. Ја не сум одбил до сега кампања, во која што сум бил поканета, за која што сум сметал дека е правилно, од кампањите за чист воздух, од кампањите за затворење на вардариште, од кампањите до каде сум можел да стигнам. Морам да признам дека сум многу разочаран од пасивноста на ова наше граѓанство. И дури последниот пат на оној повик за протест не излегов од причина што бев толку многу присутен на сите оние, затоа што имам некаква своја сега мисија и борба со Суперхикс, ќе работиме на враќање на рок-н-ролот, кој што исто така и тоа е една борба. Ние сами за себе се бориме во моментов. Нас не нема никаде. Ние славиме 25 години од постоењето од првиот концерт, реално нема медиум, твојата емисија и уште 2-3 на кои што реално можеме да излеземе да кажеме: луѓе, ние славиме 25 години од првиот настап и не знам, нека не биде ова само бендисано, меѓутоа не знам колку бендови постигнале активен континуитет во 25 години постоење. Тоа го немаат ни Лепи Сол, тоа го немаат ни Архангел, тоа го немаат ни, не знам, многу други бендови. Колку се тие бендови кои што творат повеќе од 20 години без паузи зборуваме. Значи тоа се фолтини, не знам, уште пар други. Не воопшто само бендисаност, кога ќе се сетам само на колку повици сум дошла, вие не се борите само за Суперхикс, за целата фела. Се обидувате да ги здружите рокерите, музичарите, оние кои што треба да се грижат за авторските права. И тука се чини дека не можете да го најдете модусот и повторно зајакот лежи во менталитетот, во пасивноста, јас тоа цело време зборувам. Имате решенија дури конкретни како да се подобри состојбата во однос на медиумите, застапеноста. Црногорските медиуми ги забранува реалити шоута кои што доаѓаат од Србија, кои што имаат невкусни содржини и кои што се емитуваат во централни термини. Ние тоа го имаме на сите медиуми. И нема едноставно никој не го решава тој проблем. Значи јас имам 2 малолетни деца дома кои што седнуваат и доколку налетаат на тие канали, таму не се загледаат и тука пукаат градници, чуда, врагови, тепања, нели летаат заби и така натаму во централни термини во кои што такви содржини не се дозволиви со закон и едноставно недопустиво е додат. И не се санкционирани. И не се санкционирани и јас со години зборувам и на многу луѓе тоа им пречи, знам дека сум им трн во око на многу луѓе, меѓутоа јас 10 години наназад и по медиумите и едно време ме немаше по медиумите затоа што зборував многу за тоа, па дури веројатно спотовите на Суперхикс не беа емитувани затоа што зборував за здружена естрадна балканска мафија во спреги со домашни политичари кои што одработуваат за ваквите естрадни мафии и делат добар плен од сето тоа. Затоа телевизиите ни се денеска полни со турбофолк, со кич, шунди, содржини неприфатливи да бидат емитувани, едноставно несватливи да се емитуваат во централни термини во 15, во 18, во 17 часот, не се ниту кодирани, ниту и затоа ни се случува како дојде до ова, честопати се прашуваме како дојде до тоа турбофолкот да полни по 12, 13 илјади, 15 илјади публика или стадионски концерти да прават. Тоа е медиумска машинерија која што добро се заврши работата, која што е организирана од естрадна мафија и од локални политички, повторно ќе кажам, турбофолк елити кои што добро соработуваат со истите, потоа истите тие на општинско ниво или како и да е преку разноразни манифестации делат добар плен за тоа, додека домашните артисти ние сме ајде пак и активни, седат дома. Да. А се продуктивни. Фасцинантно како секогаш го кривате гласот против сите неправди, она што би требало да биде. Тоа е за мене, лично за мене. Без разлика. Дури еве да тргнеме дека е од најсебична причина, сеедно, како ви успева да бидете и
патриот, значи очевидно е дека ги поддржувате нашите репрезентации во спорт и се, но општеството не дозволува да бидете таков патриот кој што секогаш против секоја власт ќе крева глас против негативните појави, а ќе си ја сака својата земја. Знаеш како стана веќе дискутабилно што е патриот? Мене некои ме оценуваат и како националиста, јас не се чувствам ниту пак негувам таква идеја. Па не може кога сте биле дел од билингвално радио, кога имате едно чудо пријатели, не ви треба да ви каже некој да имате соживот кога го живеете преку кое животот. промовирам и бендови кои што работат на албански, спремаме еден проект со Рома Рок Скул кој што наскоро ги се случи. Чудно е како тоа дојдоме до ниво во кој што пред некој време Фејсбукот нели не е сега централен медиум за се, за жал, веројатно. И имавме една расправа со луѓе кои што си постари од мене, вклучени во културата и слично, како тоа дадов еден пример во Грција бев на Street Mode фестивалот ово лето. Грчките бендови ги имаат централните термини. Пред било кој бенд од Англија, Америка, дали е тоа Марки Рамон или е Терап или било кој ги имаат централните термини, младите кои што беа присутни во тие централни термини ги имаше по неколку илјади, ги пеа песните. Во Македонија тоа се случуваше до 2005, 6, 7, од тука натаму имаме еден тренд на се што е домашно, на тоа се што е домашно да се бутне под тепих и да не се емитува и да го нема и да не го добие местото кое што го заслужува. Тоа не може да биде така, не сме да биде така. И дури добив квалификација дека тоа е во некоја мера национализам, тоа што јас го барам, а барав домашните бендови да ги добијат централните термини и да бидат платени со хонорари какви што заслужуваат или во најмала рака со такви какви што добиваат други бендови кои што немаат таков публицитет и публика во Македонија. Јас тоа го знам, ги следам сите трендови, патувам често по фестивали, знам дека е тоа така, а се преплатени. Зошто да биде тоа така? Не гледам кој национализам го видам, меѓутоа нека ме нарачат како сакат, јас ќе се борам и за правата на моите колеги, не само во однос на настапите, нивните хонорари кои што не ги добиваат, и авторските права кои што не им се исплатени или тантиемите во однос на истите, и тоа трае веќе не знам колку декади и слично, и тоа ќе продолжам и ќе останам на таа линија, се борам за сето тоа, иако морам да признам дека еден куп мои колеги се многу пасивни и неинформирани. И често пати скокаат за нешто, воопшто не се информирани што се случува ниту со законите за авторски права, ниту за изведувачки права, ниту кој колку и што добива, од каде е финансиран и така натаму. Јас тоа го следам и се надам дека сум добро запознат и затоа секогаш можеби повеќе реагирам, но за жал реакцијата на повеќето од моите колеги е слаба. И се трудам и се борам сега барем да ги информирам повеќе, да знаат што се случува. Неинформираноста оди до таму да луѓето не знаат и колку активни бендови има и да не ги посетуваат извонредните концерти што се случуваат се уште во домот на млади. Неодамна имаше таков. Што разборуваме таков повеќе покрај фактот дека македонската рок енциклопедија буквално не се појавила до сега на 3 медиуми, кој што е капитално дело кој што ги вклучува малтене сите рок н рол состави кои што постоеле од 60 и која до. Значи преку колку се таму 300, 400, 500, не знам, состави. Неколку илјади луѓе веројатно спомнати во таа страница и дека првенствено јавниот сервис кој што има обврска, должност и чест треба да му биде да ги покани, затоа што тоа е сервис кој што е финансиран или бил финансиран до сега и изграден со наши пари. Значи најкапиталното дело за македонскиот рок н рол кој што е идентитетот за кој што толку многу се зборува. А идентитетот се и класичарите, и рок н ролот, и книжевниците, и ликовните уметници, така натаму, тие го прават идентитетот. Не нашло за сходно 5 минути да одели од една единствена емисија која што има посветена на музиката или културата да се презентира македонската рок енциклопедија. Што понатаму да зборуваме, истата беше финансирана од Министерството за култура со некакви, ја ги викам тие кикирики. И што понатаму да зборуваме, и се собраа, не знам колку имаше на таа промоција, 1000, 2000 луѓе, 3000, не знам, од колку медиуми беше покриена. Земјотрес број 7 се случи викендов во МКЦ, исто така беше покриен од никој. Од никој. Можеби од 1-2 портала и на Facebook. 1500 според некои неофицијални бројки, бројката на публиката посетена, не бев за жал, имав мои обврски, од кои што 80% велат дека е млада публика кој што ги пеела песните на Фанк Шуи, на Плутос Даоц, на не знам кои беа други, Дупер и не знам, сега не можам да се сетам. И тоа се тие некои нови херои кои што повторно ни го градат тој идентитет, а никој не ги покрива. Страшно е ова што се случува и
Не знам како тоа ќе го смениме, малку сме гласни. Да, како тогаш на приватен план, како ги воспитувате вашите деца со оглед на тоа дека вашата жена е актерка, диџејка, дел од оваа сцена, го живее истиот живот, што умно ќе им кажете? Со забрани сигурно не гледај ова, не слушај ова, ќе ги изложите на истите вредности. Мислам дека тоа не е вистинскиот начин. Мислам дека ќе даде контраефект затоа што имам пријатели кои што се рокери со декади, на кои што децата им заглавија на турбо фолк на крајот. И тоа е страшно и тоа од една страна многу ме плаши, а од друга страна мислам дека добро им делувам и дека добро ги насочувам. Кај нас има, знаеш, во семејството еден термин за она што е многу компониран турбо фолк. Дури она што важеше за ново компонирана музика македонска или така натаму, денеска мене не ми пречи ова што се случува со турбо фолкот како една мутант, измутирана форма на тоа што било некогаш фолк и поп е страшно. Значи тоа е поголем кич и шум, не може да ни се случи тоа. И немаме еден термин кога ќе слушнеме такво нешто, викаме ова е бљак. И тоа е бљак музика и Маша има денеска 6, Никола има 10,5 години, веќе е пето одделение и кога ќе слушнеме такво нешто, ова е нека ми простат сега, ова не е навреда за селаните кои што живеат од аграрот и се потат и си го заработуваат левот, туку велиме ова е селјачка музика или бљак музика и им го створив, го имаат тоа чувство, знаеш, за веројатно за препознавање на тоа што е добро, квалитетно и она што е или културно и она што е шум, кич и едноставно неприфатливо. Токму зборуваме околу роденденот на Боб Марли, вие стоите и зад оваа иницијатива да се прославува денот на Боб. Бев повеќе вклучен, да. Има ли вака реално, дали е уште жива онаа публика што да речеме е растена на вистински вредности, веќе изгубивме компас, дали постои реално публика на ова што го кажувате во Младинскиот културен центар, има и нова и не е проблем тоа, значи системски е проблемот е дозгора што велат, секогаш објаснувањето е тие горе кажуваат, не можеме ова. Константно слушам тоа, нема публика за тоа. Да. Публика немало и за ска панк до 2000-тата. Ние кога се појавиме со глупави песни, се појавиа 4 до 5 бенда кои што го негуваат тој правец. Како тоа? Тоа не постоеше во Македонија претходно. Постоеле некои ска состави во минатото, немам појма Бонтон, Цилиндер и така натаму. Меѓутоа ска панкот како правец беше нов во светот и никој не го знаеше во Македонија. Благодарение на нашите концерти емитувани на јавниот сервис, гостувањето на концертот на Ману Чао, спотовите кои што се вртеа буквално, ако имаше во тој момент 12 приватни медиуми, 10 ги вртеа спотовите во сите оние паузи меѓу, не знам, оние централно информативни емисии или што и да е. Бендот стана многу популарен, правецот стана многу популарен и се разви сцена и публика за истото. Која прави таа публика? Таа публика е, за тоа зборам не знам колку пати веќе, еден магичен круг, како тоа се медиумите, па и Министерството за култура си има тука голем удел во градењето на таа публика, кој што за жал многу малку работи, или проектите не допираат до тој момент да се изгради таа публика. Значи медиумите, телевизиите, радијата и пред се јавниот сервис. Ние тие стилови, тие бендови ги немаме на телевизиите и е многу потешко, иако е доба на YouTube и слично, дупер стана популарни благодарение на YouTube, меѓутоа тие мора да бидат, не треба, туку мора да бидат присутни на медиумите. Ние тоа го немаме во моментот и сменето е само заради тоа. Значи само заради неприсутноста на медиумите, немање соодветни емисии. Не зборувам тука само за музичките емисии, тука може да за сите други, да. Немаме детски емисии, немаме филмска продукција, немаме домашна продукција образовна, немаме никаква продукција. Во услови во кои што една земја нема продукција, увезува туѓи продукции, прашање тие туѓи продукции како влијаат и на кој начин стигнува до младите и влијаат многу. Меѓутоа ова е показател со земјотрес дека таа сцена си наоѓа начини да допре до најмладите, меѓутоа таа поддршка им е многу потребна и за доброто на културата, не само за рок н ролот, општо за целата култура во оваа земја, е добро таа да биде покриена и од медиумите, и од радијата, и од прочитав неколку пати дека буквално никој не дошол да сними што се случува таму. Нема снимка од настап од фестивал на кој што настапиле 30 на бендови артисти. Како да не се случил? Евентуално некој ако одел во живо на Facebook и тоа е единствениот документ. Лајвстримот стана еден од ретките медиуми и добро е што го имаме тоа. Барем некаква да беше ова во 80-те, 90-те ќе не немаше воопшто.
Иако тогаш пак имаше една друга магија, тешко се стигнуваше, па знаеш не копкаше сите, таа публика беше изградена. Денес кога младите се многу помрзеливи, имаат се на YouTube и на своите таблети и телефони, телевизиите имаат една едукативна улога која едноставно не изгубија. Да. Не едуцираат ништо. Да. Вие сте свесни за потребноста од едукација, мислам за рок-н-рол бенд или за учество, малкове начинав на таа тема, не треба диплома од факултет за музичка уметност, меѓутоа ве видов во музичкото училиште. Вие сметате дека на вашите деца би им било добро формално музичко образование, но кој ја познава подобро вашата биографија, вие сте од едно кратовско семејство кај што и како за жал вашиот чичко неодамна почина, кој што ако ја знаат тамошната тамбурашка музика, знаат за кого станува збор. Од секогаш сте биле допрени, одамна сте биле допрени од музиката и сте била таа дел од вас? По тоа семено дрво, таа страна по кратовска линија, нема човек што не свири некој инструмент. Или барем по 2-3 инструмента. Од мојот покоен дедо Диме Калајџија, познат во Кратово како басистот на Староградскиот кратовски оркестар од па не знам од кое време, тоа 50-тите, 60-тите години, во кое што исто и во тоа време како млад учествувал мојот покоен, сега веќе за жал, пред некој ден почина чичко, професорот Трајко Младенов, попознат како Моцарт во Кратово и околината, кој што раководеше со кратовските тамбураши долги години и до последните денови од неговиот живот буквално патуваше и свиреше. По таа линија сме сите музикални и имаме некој слух, меѓутоа ја немам формално музичко образование. Тоа ми недостасува и ме кочи во многу работи, иако крадам и подучувам по нешто, меѓутоа го немам. Тоа моите деца нема сакате да го имаат. Па не знам моите зошто не ме запишале во ништо музичко. Имаше една анекдота, еден случај во основното моје училиште 29 ноември, некогашно денешно Војдан Чернодрински, дојде од како се викаше хорот 11 октомври, ако не се лажам, своевремено, значи 80-тите, аудиција правеа. И ја оние високите тонови баш и не ги фатив добро, иако се фино отпев, почна ми се смее цело деление, ми дојде и ми рекоа: "Дечко, ти имаш може би апсолутен слух да дојдеш да се јавиш во понеделник." Мене туку ме фати срам и не бев подготвен за такво нешто и не отидов никогаш. И тоа може би ќе ме однесеше малку и натаму. Како и нас што не регрутираа за златно, така одеше системот за спортисти, музичари, доаѓаа во училиштата и правеа аудиции, што многу добро. Сега и тоа мислам дека. Па гледај, не само што ги нема аудициите, не знам што се случува со музичките секции. Нема секции. Јас научив гитара да свирам во музичката секција на 29 ноември. Меѓутоа кај се тие? Училиштата мора да имаат и драмски и ликовни, знаеш, цело време зборуваме за некакви промени во овој образовен систем, некакви реформи. Кои реформи? Реформите ни носат само натрупан материјал од кој што нашите деца ретко што успеваат да научат. На крај ништо од тоа не користат и потоа имаме податоци од Светска банка дека 50% од децата се неписмени. Или дека на факултет не знаеле студентите да напишат ЗДЖ. Па нормално, затоа што имаме многу материјал непотребен кој што се форсираат да го учат. На крајот сето тоа во нивните глави прави една папазјање, ништо не учат од тоа, а она што е многу важно за креативниот потенцијал и сето останато кој што може да им помогне понатаму во животот, тоа е ликовната уметност, музичката и да, па и драмската и домот на млади, ние сите бевме дел или од мандолинскиот или од па не знам хорот, и таму ете тие фондови така се скратени од тоа што гледам и што следам, значи се помалку и помалку останува за културите. Што свират вашите деца? Кон што ги насочувате? Сидни свири пијано. И нели нормално солфеж, а Маша ќе видиме. Маша е сега повеќе по хип-хоп, балетот и по креативниот танц, меѓутоа ќе тргне за година две сигурно и таа. Нема да ги оставиме неписмени како татко им. Што да ве прашам друго, освен ќе можете да сумирате она што низ дебатите го кажувате, кој е рецептот да ни се подобри состојбата? Само работа, ништо друго. Само работа и тоа јас тргнувам од себе веќе индивидуално. Јас се помалку губам, односно се повеќе губам надеж во колективот и имате невладина организација Култиватор? Имам едно мало здружение преку кое што работам разноразни културни проекти и имам иницијативата за културна Македонија преку која за жал за сега сам се обидувам нешто да променам и за кое што сакам да стане и тврдам дека културна полиција за Министерството за култура кое што да им дише за жал во се вратот. уште па да им дише во вратот затоа што се случуваат многу необјаснети работи
и необјасневи работи во тоа Голема беше министерство. надежда дека рок-н-ролот ќе си го добие заслуженото место, но гледаме дека Па ништо не се случи од Не се таа случи. трибина, ниту рок-н-ролот како беше она стана саундтрак на новата влада и на новото Министерство за култура. Се протуркуваат некакви сомнителни проекти кои што баш и остана фон. па не гледам ни 20-30% од онаа реална култура која што треба да видиме на терен од тие проекти. Ја не ги видов тие проекти на терен. Се трудам индивидуално да работам и да соберам и во некакви мали колективи. Ете сега и ова со Суперхик што го правиме, некоја борба моја која што трае 25 години и наша. И тоа секогаш сме го гледале и како мисија и затоа се одлучивме повторно да се собереме и повторно да правиме нови песни, да го направиме овој концерт и мислам дека ќе повториме неколку партизански акции повторно низ градовите како она што имавме пред концертот во 2012 кога буквално им влегувавме во средните училишта, вадевме Герила управо им акција. свиревме и тоа имаше многу голем ефект. И за жал никој не поддржа, баравме поддршка од Министерството за образование и слично, никој не поддржа, а на големиот одмор имавме по 500 до 1000 ученици во одредени училишта и тие ни дојдоа на концерт. Убаво, да. И Така се регрутира регрутиравме публика, многу млади да. кои што знаеа да свират, ги поканивме со нас да свират на концертот. И мислам дека нешто слично ќе направиме затоа што нема да се откажеме во секој Прекрасна случај. мисија. Ништо честитки за 25 годишнината, да ви има повеќе на медиумите и да си дочекате традиција како минимум како Стоунси, бидејќи Како кај нив Кит Ричардс најмалку. Како беше тоа има ворен невести најден е жив на некој остров таму. Ма тоа е прекрасно, вистина. Мислам тоа е Кит доказ дека Ричардс и Мик музиката Джагер рекле, одржува. многу сме загрижени каков свет ќе ни остават младите. Тоа не знам дали го знаеш. Затоа што изгледа планира да ги надживеат и овие млади артисти денес. Мислам дека се позитивен пример. Јас ти честитам тебе на твојата борба и на сето она што го правиш низ годините. Ако некој не остапил простори во минатото додека беше дел и од Телма и од сите други твои проекти, тоа си ти благодарам за тоа, иако дури емисијата која што имаше некогаш беше од со еден класичарски Да, секогаш имаше класичарска можна нота, меѓутоа и другите мене да беше гостуваат. чудно тоа и ти честитам, јас ти Благодарам. честитам на тебе затоа што имаш поголем стаж во оваа културна борба. А се надам дека ќе те стаса. Благодарам. Мене ми беше задоволство што ете можам некако на некаков начин, не знам, тоа е се на мускули и барем ако колективот не помага индивидуално да си И јас не ти помагаме. бев на концертот со Ројал Алберт Хол, меѓутоа те чекам на концертот. Ке свириме. Штом се Со собравме Суперхикс. после 30 години, претпоставам дека бидејќи секојдневно пишуваат девојките од бендот, ми се свири. Ја Верувам. памтам на настап многу одамна во МКЦ и драго ми е што и постарите бендови се враќаат. И ова се месеци во кои што многу македонски бендови повторно се враќаат на сцената и се одбележуваат многу јубилеи и мислам дека полека Ете на сигурно светлина. ќе го кутнеме тој турбо фолк наскоро и ќе почне да паѓа. Благодарам.